Годинава што си оди, ќе ја помниме по драматичните промени на меѓународниот поредок, незамисливите војни со огромни човечки жртви, забрзаната милитаризација, растечката климатска, еколошка и енергетска криза, маргинализираните меѓународни институции и суспендираното меѓународно право. Нашата надворешна и безбедносна политика беше европска надворешна и безбедносна политика. И во неа се промовиравме како видлив и почитуван актер. Во евроинтеграцијските процеси се фокусиравме на исполнување на копенхашките критериуми. Дома, 2025 година беше година на почеток на реформи во правосудството, отворање битка со корупцијата и криминалот, креирање национална развојна стратегија, воспоставување нови стратешки партнерства во функција на економски и други реформи, инфраструктурна офанзива, долгорочно решавање на енергетското прашање, системско решавање на соработката со диаспората. За сите нас, најтешкиот момент во 2025 година беше трагедијата во Кочани и таа како сенка ќе не следи цел живот. Останува обврската да не ги заборавиме нивните најблиски, но и повредените, а најмногу правдата. Нивната немерлива жртва мора да направи подобри луѓе од сите нас, но и политички и правен систем кој што нема да дозволи нови невини жртви. Посакувам новата година да биде време на исчекор кон траен светски мир, потпрен на меѓународното право и на меѓународните институции. Сакам ние да се вдомиме во Европската Унија, решени да живееме во амбиент на владење на правото, демократија, економски просперитет и здрава животна средина. Лично, секому од вас му посакувам нова година каква што најмногу сака. Среќна нова 2026 година, сакани деца. Среќна нова година, почитувани млади. Среќна нова година, почитувани граѓани.